Успешниот референдум е само начин да се добие политички легитимитет на договорот за името со Грција, но не и услов истиот да стапи во сила. Ова го порача министерот за надворешни работи Никола Димитров. Тој посочи дека само преку уставните измени договорот ќе може да се ратификува. Смета дека тоа ќе се случи со гласање во парламентот. Тоа е најпозитивното сценарио, рече Димитров, не исклучувајќи ја можноста за нови избори, ако во парламентот не се обезбеди двотретинското мнозинство, кога ќе се гласа за спогодбата. Референдумот е потребен да се добие политичката поддршка од граѓаните, ветерот во грб, да дојдеме до двотретинско мнозинство, кое што ќе го затвори тоа прашање и понатаму ќе отиде топката кај другата страна. Да си одиме ние едно по едно и да се фокусираме секој пред себе што може да заврши, мислам дека позитивното сценарио е многу поверојатно од било кој други сценарии. Тој апелираше опозиционата ВМРО ДПМН да ги повика гласачите да излезат на референдум, каде со своја глава ќе гласаат против или за. Партиите треба да се надпреваруваат на политички план во многу области, но не и за вакво крупно прашање, истакна Димитров. Нека се борат на економија, нека се борат на грешки, кои што и ги правиме, поправаме и правиме. Нека има милион теми каде што можат да се борат. На ова прашање не, бидејќи партиите се менуваат, владите се менуваат, утре тие може би ќе бидат на власт, иако не знам дали ќе бидат ако така продолжат. И за ова прашање нека размислат дали сакаат да бидат во влада која што ќе биде назад во ровот, со сите ризици што тоа ги носи, или сакаат да бидат во влада на држава која што почела преговори со Европската унија, која што влегла во НАТО членство и која што оди напред. Тој попладнево се сретна со градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Таа ги повика граѓаните да го дадат својот глас на престојниот референдум. Само преку решавањето на прашањето за името Македонија ќе биде постабилна, просперитетна и дел од големото семејство на НАТО и Европската унија, посочи Арифи.